Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во директно на Тера телевизија. По изборите ова е насловот на оваа и на многу други емисии во наредниот период. Вечерва мој ваш гостин Зоран Илиовски, претседател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Битола и иден пратеник во Собранието на Република Македонија. Добре дојдовте во директно на Тера. Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Стално кога ќе дојдам во телевизијата Тера се осеќам пријатно, така да и денес. Се одморивте од изборната кампања? Па искрено да ви кажам, вистина кампањата беше така малку напорна, подолг период се одвива. Значи ние како партија неколку пати да си јам кажано дека цело време сме во кампања, нема некоја голема разлика дали баш се закажени изборите или се некој период меѓу изборите. Така да имаше доста активности и тоа нормално дека бараше доста напор од сите нас. Оваа недела дена, откако заврши изборите официјално со резултатите кои што ги добивме, имав прилика така малку викендов да одморам и можам да кажам дека добро ми дојде. За вас изборите завршија, за некој не, но за тоа малку подолу во емисијата. Овој пат, за прв пат, имавме двојна кампања, односно двојни избори, почнувајќи нели од студеното распишување од 1 февруари, за еден политичар кој е и прв човек еве на партијата во Битола, сигурно дека одговорноста е многу голема. Ако имате слаби резултати, тогаш може да бидете сменен. Во овој случај, задоволни сте од изборниот резултат во Битола? Прво, мотивот за добивање избори и мотивот за правење добар резултат на изборите не е стравот од смена, туку желбата да се докажеме, желбата да покажеме дека тоа што го работиме е правилно и нормално желбата да тоа биде вреднувано од нашите граѓани, тоест од нашите гласачи. Лично јас и мојата партија сме задоволни од резултатот на изборите кои што ги постигнавме конкретно за Битола, да не разбрамуваме за на ниво на држава, тој ќе си кажи нормално некој кој што е повисок од мене во партиската хиерархија. Меѓутоа за Битола сум презадоволен од резултатите кои што ги постигнавме, бидејќи можам да кажам дека досега за едни избори никој пат не сме добиле толку гласови како што ги добивме за претседателскиот кандидат, тоест за сегашниот претседател, за Ѓорги Иванов, 28.700, бројка кој што до сега не сме оствариле во општина Битола на никој претходни избори. Велите дека не е стравот од лош изборен резултат заради тоа што потоа следува или промена на лидерот на партијата, дали на локално државно ниво. Кај Заев што препознавате во моментов? Или кај Ковачевски еве како локален лидер? За жал Ковачевски е под влијание на нивниот лидер, под влијание на Заев, и претпоставам дека неговите активности и неговите действија што ги преземат во наредниот период сигурно ќе бидат под влијание на централата. И тоа уште повеќе докажува дека тие слепо ја слушаат централата без да се видат околу нив каде се наоѓаат, бидејќи ние пред се наоѓаме во Битола и треба локалните проблеми и локалните работи локалните проекти да ги аплицираме на нашата околина, тоест да се димензионираме колку можеме да му помогнеме на граѓаните и на град Битола. Сметам дека тоа што сега го прават е тотално неразумно. Оние една демократска земја го нема. Не може после еден надпревар да, како малите деца кога бевме мали, знам кои игравме во улицата фудбал, па некој дете ќе се налутеше од резултатот, ќе се земеше топката под мишка и ќе заминеше, јас па ќе не играм фудбал, не ме бендиства резултатот. Така мене ме личат, како мали деца кои што Ковачевски си поднеси оставка и Заев? Се Ковачевски зборуваме како логички потек од цел овој избор и резултат е поднесување на оставки. Јас не би навлегал во тоа дали треба Ковачевски или Заев, меѓутоа логиката кажува тоа, кога после еден надпревар се изгуби надпреварот, нормално треба нешто да се менува. Не може да се плачи и не може со истата екипа натаму да се продолжи, како што викаме ние во Битола со глата в зид, да се удира и да се бара некој добар резултат. Значи мора некој да се поднесе оставка таму, за да тие како партија се реформираат и да бидат опозиција кој што Македонија ја заслужува да има во наредниот период. Ама тие велат ние немаме лош резултат, и немавме програма, туку имавме криминална кампања. Знаете како, не би коментирал. Не знам што да искоментира човек на таа работа. Значи, како може да имавме систематска кражба на избори, како што тие викаат, термин кој што ето прв пат го
слушнавме и треба да се потрудиме во некоја енциклопедија да го најдеме, веројатно нема да најдеме објаснување на самиот термин. А од друга страна сите релевантни институции да потврдуваат дека изборите биле во ред и биле коректни, биле фер и биле во ред. Значи ОПСЕ тоа го потврди, Државната изборна комисија тоа го потврди, сите странски наблюдувачи, сите странски амбасади тоа го потврдија. Се тоа што нив не му се бенди со резултатот, за жал, не е кривица до нас. Некои велат да, на денот на гласањето имавме скандинавски избор, ниту една скршена гласачка кутија, а за друго да не зборуваме. Меѓутоа и ОПСЕ имаше на забелешка дека дел од работите не се имплементирани, особено и она на што СДСМ, сегурност на опозицијата, се повикува одделеноста на државата од партијата. Прво, во секоја работа и во секој процес стално има простор за подобрување на работите. Бидејќи тие кај граѓаните веќе не зборуваме за опозицијата за денот на гласањето, туку за самата кампања. И тука ве обвинуваат најповеќе. Аргументирано му е тоа или? Значи, прво да се вратам, за секој процес има стално простор за подобрување. Пред неколку месеци, баш врз основа на забелешките на ОПСЕ, заеднички комисии, заеднички луѓе, значи од ВМРО-ДПМН, од власта и од опозицијата, се седна на маса и се бараше начин да се подобри изборниот законник и изборниот процес. И тоа што опозицијата се потпиша на тој сите забелешки кои што беа даени од нивна страна, сите предлози од нивна страна, ние ги прифативме и покрај тоа што некои предлози беа смешни, како обележувањето на палецот со мастило, ето веќе 2 недели не можам да визувам мастилот од мојот палец. Значи, и такви забелешки беа прифатени, се во насока да не се повикува, да не му биде тоа причина за да велат дека нешто не било во ред. Така да, не гледам причина ако тие во цел овој процес имало нешто за кој што имале забелешки и биле незадоволни, зашто порано не реагирале. Значи, ето, ако велат дека порано ние не сме ја одделиле државата од партијата, тоест партиските функции од државните функции, зашто уште во текот на кампањата не излегле да речат луѓе извинете, ама ние не учествуваме на избори бидејќи тие другата страна не знаат и не го спроведуваат законот како што треба. И зашто тоа не го рече Заев? Некој велат за да има сега алиби. Па очигледно Заев се тоа го прави не само Заев, туку и нивното раководство се тоа го прави само да се одржат на власт во самата нивна партија. Тие се свесни дека немаат поддршка меѓу граѓаните. Единствен начин да продолжат да нешто значат во овој политички живот е да се останат на чело на партијата. За жал, со овие нивни постапки тие само прават штета на државата на Македонија, ни прават и на штета. Искрено да ви кажам, место ние да се занимаваме со тие 2046 проекти кои што ги ветивме во програмата, се занимаваме со тие 64000 нови работувања кои што треба да реализираме, ние треба да седиме да мислиме дали ќе дојдат во собрание, дали ќе дојдат, па нема дојдат, па зошто тоа би било, па како би функционирало, место да се функционира баш како што треба во секоја нормална демократска земја. 19 часот и некоја минута на пресконференција на денот на изборите рекоа ние ништо не прифаќаме, враќаме мандати. Како тоа ви изгледаше? Не бевте изненадени бидејќи претходно Милошовски или носителот тука кажа дека СДСМ подготвува некакво сценарио. Такво беше за во 19? За жал информациите кои што ги имавме се остварија. Значи, ние имавме информации дека тие се спремаат да не ги признаваат изборите. И са некој од каде ВМРО имаше такви информации? Бидејќи според нивните постапки, според нивните изјави, според тоа што како се однесува во минатиот период, поучени од искуството кој што ги имаме со нив овие години уназад во сите овие изборни порази кои што ги добиваа и обично не ги признаваат изборите, ретко ги признаваат резултатите од изборите. Така да бевме на еден начин, за жал, се потврди тоа што го очекувавме од нивна страна. А коментарот, пак ќе го кажам, ќе споредам со малите деца кога бевме мали, кои игравме фудбал. Се налутија, изгубија утакмицата, па си ја заедаа топката под мишка, бидејќи би била нивна, и си заминале, па нема да играат пак фудбал. За жал, губиме сите ние, пак ќе кажам. Во собрание рекоа дека не доаѓаат. Што ќе правите без опозиција? Колку што јас сум запознаен со законите и според тоа нормално кој што го слушам и следам по весниците, веќе не сум правен експерт, собранието може нормално си функционира. Значи предпоставам дека собранието ќе се конституира на денот на тоа што треба да се конституира. Оние пратеници кои што сакаат да бидат присутни на денот на конституирање ќе бидат. Од нивна страна, оние пратеници кои што веројатно ќе послушаат наредбата, ако ја послушаат наредбата што мислите, тие од тие партијата, тогаш ќе се види што понатаму со тие испразнети места. Тие 34
пратеници кои добија мандат нели од граѓаните да ги застапуваат еве нивните интереси согласно гласовите, ќе се појави некој од нив на таа седница, ќе ги прифати тие мандати? Мислам дека сигурно ќе се појави некој од тие 34. Јас не верувам дека сите например од Битола кој очекувате да го видите во Не би спекулирал со имиња, меѓутоа мое лично мислење и апел до сите разумни луѓе, не само во СДС, туку и во нивните коалициони партнери, дека треба да се појават во собранието, бидејќи граѓаните заслужуваат во наредниот период нивната држава да биде стабилна и нивната држава да придонеси, значи со проектите кои што бидат направени, за нивната држава да се придонеси да има подобар живот за живење, а не со бојкотирање и не идење во парламентот, бидејќи тоа не носи никаков прогрес на сите нас. Искрено очекувам да дел од нарочито нивните коалициони партнери да се појават во собранието, бидејќи разумот ќе превлада. На ЛДП? Па не само ЛДП, слушнав дека имали уште некои коалициони партнери на ниво на Македонија, за Битола е само ЛДП, Горан Милевски од ЛДП, меѓутоа имале и други коалициони партнери на Македонија, така да очекувам да дел од тие бидат појавени. Макар што не би ме изненадило да и некој од СДС се појави во парламентот. Во спротивно, доколку ги одбијат мандатите, ќе треба да се исчисти листата нели до последниот 20, и ако таму немаме, потоа одиме на распишување на избори за тие конкретно во петката, нели колку добија пратеници 6 мандати. Тие добија 6 мандати за петката, после процесот на понудување и евентуално одбивање на наредните луѓе кои што се подолу од листата. И ми се чини колку што јас разбрав после 6 месеци, во рок од 6 месеци, ако не се пополнат тие мандати, тогаш би се одело на парцијални предвремените парламентарни избори и тогаш ќе се види што понатаму. За 6 мандати, тогаш ВМРО ДПМН некои велат коректно е да не се појави, да не ВМРО ДПМН има мнозинство во парламентот. И се некој се прашува зошто Илиовски се смее на ово. Се смеам заради тоа што место да си ја тераме работата кој што треба, и место, пак ќе повторам, место да работиме во интерес на граѓаните, тие не носат во ситуација да се занимаваме со процеси кои што не заслужуваат, пак ќе повторам, граѓаните да му губиме времето, не заслужуваат да ги оптеретуваме со вакви проблеми. А имаме и европска агенда и следен извештај. Имаме европска агенда, имаме проекти кои што треба да се направат, имаме стопанство кои што треба да функционира, имаме закони кои што треба да се донесат, закони кои што директно влијаат на животот на граѓаните. И ние да си играме играчки, дали 6 мандати треба наново да се гласат, па кој ќе видат тие 6 мандати, стварно е за смење. Би ги освоили нив? Во овој момент не би сакал да спекулирам како ние ќе реагираме како партија, дали ќе учествуваме или нема да учествуваме на тие избори, дали ќе оставиме опозицијата сами да си ги избери. Не би спекулирам, меѓутоа дали така или вака, губење време, губење пари, никаков ефект, нервоза во граѓаните, така. Што мислите зашто Рилковски седи се уште во Државната изборна комисија? И членот од претпоставам седи бидејќи немаше никакви проблеми во текот на изборите и нема причина да се замени од таа Државна изборна комисија. Кога се си течеше како што треба, кога се е законски, зошто би заминал? Тој сепак е предложен од опозицијата, меѓутоа на крајот на краиштата претпоставам дека како човек кој што е на таа позиција, сигурно сноси некоја одговорност и сигурно нема да си дозволи да својот интегритет биде нарушен за разлика од некои луѓе кои што во минатото тоа го направиле. Пример, нивниот против кандидат Пендаровски на времето кога беше председател на Државна изборна комисија и покрај забелешките кои што беа во тоа време од страна на ОПСЕ, воопшто не реагираше за неправилностите на изборите. За разлика од него, човекот гледа дека сесија во ред и си ја тера работата. И сега некои ќе речат зошто толку време се посветува на оние кои не сака да бидат во парламентот, но и ВМРО ДПМН нели сака да разговара на таа тема, и велите е важна таа опозиција со таквото однесување нанесува некаква штета, дури во преговорите за името со Грција? Значи, ова однесување на опозицијата ни нанесува штета на цела држава. Кажав прво на делот кај што е директно граѓаните, стопанството, животот, законите, така натаму. Второ, во делот на нашиот меѓународен углед. Значи, ние треба да му земја, односно парламент без опозиција заради тоа? Парламент без опозиција, второ, земја кандидат за Европска унија, земја кандидат за влество НАТО,
идеме до ситуација да опозицијата прави проблеми со признавање, непризнавање, чисти избори и на еден начин директна штета на државата и директни аргументи на Грција во нашето кодошење пред Меѓународната агенција дека ево луѓе, гледате дека во Македонија нешто се случува, таму нема опозиција, таму нема закон, таму нема легални избори. Значи, му даваме аргументи на Грција за нашиот спор со името да може. И што мислите, Брисел тоа безусловно го прифаќа така како што ќе им биде кажано? Па ако го прифаќаше Брисел баш така, ќе излезеше со тие аргументи. Значи очигледно Брисел сепак ја гледа ситуацијата што се случува во Македонија, дава поддршка на процесите, кажа дека изборите беа регуларни, значи ја поддржува државата во таа насока, меѓутоа сепак на крајот на краиштата Брисел е настрана. Кога негде во некој двор двајца луѓе се караат, ти гледаш одстрана, ќе остаеш тие пред се да си средат меѓу нив работите. Се ако ние тука опозицијата неки да прифати некоја очигледна вистина и очигледен факт дека се е во ред, нормално дека тоа нас како власт ќе ни дава дополнителен напор да објаснуваме зошто не признава. Место, пак ќе кажам, место да разговараме за процесот на пристапување кон Европска унија и кон НАТО, ние можда пола од разговорите со Брисел треба да објаснуваме зошто дечките се налутиле, дори играле фудбал, да им учинел резултатот. Така да, сакале ни или некеле да признаеме, тоа нас не ствара проблеми во тој пристапен пат спрема Европската унија. Тоа дечките ги викате додека се млади? Па очигледно, како децата мали, заради тоа што на утакмица се налутија. Сега фокусот е на една друга личност, стара, Црвенковски. Ве возбудува ли ако евентуално се врати во таа партија? Видете, дали е Црвенковски или Заев, ние како партија нас како тема се отвори, да, некој велат ајде Црвенковски врати се спаси. Меѓутоа темата не отворивме ние, темата се отвори самата СДС внатре. Заради конгресот што го имате. Заради конгресот што иди. Веројатно внатре во партијата незадоволни од случувањата, незадоволни од потезите кои што ги лечи ова раководство и нормално незадоволни од изборниот резултат. Нормално е да се јават луѓе и фракции кои што се потсеќаат на минатото кога некој пат биле на власт и нормално е да посакуваат можда некој бивши нивни лидер да се врати. Во секој случај ние како партија, како ВМРО-ДПМН воопшто не се оптеретуваме со тоа кој ќе биде на власт. Единствено сакаме да си течат процесите натаму, а проблемите кои што ги имаат тие им посакуваме побрзо да ги решат, бидејќи е тоа во интерес на цела Македонија. И доаѓање во собрание, да не ви направат и вас како водечка партија, да се вратат во собрание, дали ќе му биде председател пак Црвенковски или ќе му биде Заев или ќе си барат некој трет, таа работа според мене кој што треба сами да решат и мојот личен совет пријателски да си најдат човек кој што ќе ги тера и кој што ќе ги води натаму. Со влажни марамчиња почнаа да бришат. Тешко. Потоа Дик рече за овие избори, бидејќи не се избришале, ајде одиме на левиот палец. Тоа е тоа што кажавме од почеток, се прифативме. Тоа ви беше потврда дека ете. Да. Значи и најбаналната работа, најсмешната работа да бидеме обележани со небришливо мастило, ја прифативме и тоа докажува уште повеќе дека ние нема од што да се плашиме, нема од што да криеме, да се криеме и имаме доверба во граѓаните дека знаат да изберат човек и партија кој што нуди проекти, кој што остварува тоа што го речи, што го вели, и страна кој што е само јака на велиците, тоест јака на муабетот. 61 пратеник во новото собрание? 61 пратеник. Златниот од каде е? Во овој момент се извршуваат консултации околу, значи нашата партија врши консултации со сите парламентарни Гром партии. рекла, ова е златниот пратеник. Добро, се Гром си гледа од нивна страна. Така тие си гледаат и така тие си очувствуваат. Ние си гледаме според процедурите кои што се нормални во една демократија, значи си разговараме со сите партии кои што имаат пратеници во парламентот и врз основа на нашата програма која што ја нудевме на граѓаните за овие избори, ние сакаме таа програма да ја реализираме. Така да ако другите партии сакаат да се вклопат во таа програма и имаат желба тоа да го поддржат, ние како водечка сила во парламентот, ние во интерес да тоа го направиме. Јекимовски уште вечерта излезе и го ја поздрави победата на ВМРО и рече... Тоа е веќе
коректно, тоа е веќе ферски, тоа е веќе демократски. Така треба и да се однесуваме сите ние. До таа 63-ка, нели велате еве го 62-риот, може би златен. Да сме здрави и живи наредниот период ќе си кажи. Толку за она што се однесува на државно ниво, но на што е важно ветувањата што беа нели за Битола, што се беше ветено, во каков континуитет сето тоа ќе се исполнува. Ќе пишувате амандмани или? Па обврска на пратеникот во собранието е да ги поддржува, да ги гласа и да се потруди законите кои што се предложени и кои што се веќе на сила да ги подобри. Така да и веројатно претпоставам дека и моја обврска како пратеник ќе биде да пишувам амандмани, да се трудам да барате пари за Битола, односно проекти. Нормално, не само пари, туку и да барам начин да проектите кои што се дефинирани од програмата, кои што се предложени, прво тие што се однесуваат директно за Битола да се реализираат во рокот кој што се е напишано во програмата и нормално да бараме начини да нешто што не е напишано, кој што сметаме дека е значајно за Битола, бидејќи видите, програмата се правеше еден подолг период. Програмата се правеше студиозно врз основа на предлози кои што беа давани од сите нас од цела Македонија. Меѓутоа, таа е програма за овој период. Во наредните 4 години приоритетите може да се променат. Во наредните 4 години може да се Таа не е Библија, може да се состојбата и во економијата, не само Македонија, туку и на светско ниво. Така да, дај Боже да има можност за нешто повеќе. Верувам дека со владата на Република Македонија и со локалната власт, значи во Битола, таа врска, таа конекција, таа соработка е прекрасна, одлична и верувам дека ќе се најде начин да и нешто што не е напишано се реализира во наредниот период. А за тоа што е напишано и што Битола ќе добие преку Илиоски и неговите сопартици во Собранието на Република Македонија кој освоја мандат како идни пратеници, покусата пауза, останете со нас. На програмата на Тера телевизија ја следите директно со Зоран Илиоски, пратеник во Собранието на Република Македонија од ВМРО ДПМНЕ. Што ќе правиме со водовод? Водовод ќе си функционира како што функционира. Мислиш вие како директор? А јас како директор според закон, значи имам можност за една функција. Значи или директор на водовод или пратеник во Собранието на Република Македонија. Се одлучувате за пратеник? Па бидејќи бев и втор на листата и бидејќи на еден начин веќе разговарано во таа насока, следен мој ангажман ќе биде во Собранието на Република Македонија. А на местото на директор ќе врз основа на конкурс ќе се најде човек кој што ќе продолжи со работите и со проектите кои што се веќе во тек и кои што ќе си течат и нато. Имате во некој што имате верба? Видете, јас имам верба во повеќе луѓе, меѓутоа не сум јас тој што ќе одлучува, сепак ќе си има процедура, ќе си има конкурс, на тој конкурс ќе може да се јави секој што е заинтересиран и кој што смета дека може да допринеси за подобро работење на предпријатието, така да ќе се одлучи врз основа на конкурс. Ова го прашав затоа што често, а и вие сте го слушнали, дека првиот кадровик во Битола е Илиоски во вработувањата. Иако велите, па тоа не е агенција за вработување. Значи, вака, партијата не е агенција стварно за вработување. Ние како партија се трудиме максимално поможиме се дека што можеме во сите аспекти на животот, значи не само во инфраструктура, не само во подобрување на општествениот живот, во проекти за Битола, во отварање на нови работни места. Така да, значи не сум јас човекот кој што кажува кој треба кај да се вработи. Се трудиме да тоа биде институционално, се трудиме да има огласи на тие огласи, секој да може да се јави, се трудиме да се повеќе и повеќе да при изборот на работните места најмногу одлучуваат критериумите врз основа на, значи не субјективните фактори, туку објективните, значи образование. Да, овој ми се допаѓа, ова е мој, ова има партиска книжка. Да, значи се трудиме да сето тоа биде минимизирано, сега да се разбериме дека идеално во светот ништо нема, ништо нема. Дека се е баш како што треба да биде, нормално дека ние се трудиме с тие работи да ги подобруваме. Меѓутоа, во огласите за вработување, најголем критериум и најважен критериум е образованието на луѓето и оние дополнителни работи кои што се барат, дали искуство, дали познавање на одредена област, дали сертификат од одредена област. Тоест, квалитетот на луѓето кои што аплицираат на тие работни места. Значи, со водовод расчистивме,
Следното прашање, останувате лидер на партијата во Битола? Јас сум лидер на ВМРО ДПМН и имам мандат уште 2 години да бидам тоа. Мислам, дали заради дополнителни обврски како пратеник сигурно ќе имате многу повеќе веројатно, работа. Дали ќе се повлечете од таа функција? Веројатно ќе имам дополнителни обврски. Обврските во смисла на повеќе време ќе треба да видам во Скопје, бидејќи парламентот за жал е во Скопје, а не е во Битола. Значи временски ќе бидам физички таму поприсутен, меѓутоа обврските од друга страна пак ќе ми намалат во предпријатието во Водовод, така да функцијата председател на ВМРО ДПМН ќе обавувам и натаму, но дека партијата нормално не реши или оцени дека ќе треба да се оди на нови кадрови решенија, и ако оцени и кога ќе оцени, то се оди пак по процедура врз основа на одлуки на извршен комитет, врз основа на оглас кој што ние имаме пракса да ги распишуваме за сите наши позиции, така да за сега сум сигурно председател на ВМРО ДПМН во Битола. Велат дека кога заминуваат во Скопје забораваат Битола. Има некој така што направил? Па веројатно има. Сес не би правил анализа кој тоа го направил, меѓутоа можам да кажам за мене. Јас никој пат не сум заборавил Битола. Јас дури имав и прилика да живеам и во странство. Живеев во Австралија, па сум се вратил во Битола. И најголемата желба и најголемата привлечност, да речем, најповеќе ми исполнува Битола. Сум студирал во Скопје, сум имал прилики да работам и да живеам во Скопје, меѓутоа стално сум се определувал и сум се определил да бидам тука лоциран. Тоа што како пратеник ќе мора почесто да патувам, ќе патувам, меѓутоа моето седиште и мојот живот е пред се во Битола. И сега нели е прашањето секој ден со автомобил до Скопје, по патот таков каков што е и назад. По патот таков како што е. За среќа во програмата која што е предвидена за наредните 4 години, предвидена е реконструкција на тој пат. Значи од потегот. Ако речеме дека е добар, ќе речат ова розови наочари некој му стави. Ако да речеме дека е лош, ќе речат па таков како што е, добро рековте, меѓутоа дел од патот е добар, дел од патот нормално треба да се реконструира и нормално пак ќе повторам, стално има простор за подобрување. Во програмата предвидена реконструкција со 4 ленти, значи магистрален пат, нема да биде автопат, меѓутоа магистрален пат од потегот од Прилеп до Градско или до Росомон, точно до кај беше, со збор баш оној дел кој што е најпроблематичниот и најтесниот и тежок за возење. Така да со таа реконструкција ќе добиеме доста солиден на патна врска, ако можеме да кажеме дека Битола Прилеп е солидна патна врска, автопатот од Градско до Скопје е автопат, така да со реконструкцијата на овој дел ќе добиеме доста добра патна врска за главниот град со државата, па ќе ми биде од прилична корист кој ќе патува. Или пак со брз воз ќе набават нови возови и вагони или ќе пристигнуваат. Дали Има нашата железничка така станица е влезена во тој проект за реконструкција на зградите, односно на самата железничка станица? Значи не само железничката станица како постојка е влезена во проектот за реконструкција, туку е влезен и делот на реконструкција од Велес до Битола, до Битола, за реконструкција на самата железничка линија, со тоа што ќе се зголеми брзината на движење на возовите. Исто така, знаете дека со проектот за набавка на нови вагони веќе е во тек, македонски железници ќе се поднови со нови вагони, така да и од тој дел ќе се подобри комуникацијата на Битола со останатиот дел на Македонија. Ако тргнете вие како пратеник со патнички, па по 4 сати таму некаде ќе стигнете. Па сега толку треба, нели, 3,5 нешто. Со брзиот наутро е многу полесно и секогаш велиме кога ќе свирни возот кон Грција. Проектот што е предвиден за реконструкција на железничката пруга спрема Грција е веќе објавен како тендер и ќе се реконструира преку ИПА фондовите од Битола до грчка граница, знаеме дека од грчка граница натаму е веќе реконструирано со крак спрема индустријската зона Жабени. Така да комплетно ќе добиеме нова железничка и патна инфраструктура од Битола спрема останатите делови на Македонија. Тука можеме да спомениме и патниот правец од Ресен до Битола спрема Охрид, значи тој делот од Ресен спрема Буково, со реконструкција на тој патен правец,
така да патните врски на Еден Битола. од полошите патишта за на кај Охрид. Да, еден од полошите патишта, со тоа што со таа реконструкција. Тој стрезовски одресен, треба со бакрачески да... Да, на еден начин кога се правеше план и кога се правеше програмата, се имаше предвид повеќе аспекти. Ама е цела оваа изборна единица и претпоставам дека така ги соопштувавте нели тие проекти за инфраструктурно поврзување. Тие проекти кога се одбира и баш и така се одбира. Значи се гледаше да има ефект на пошироко, не само на еден град или на едно село. Нормално има проекти што имат баш директно влијание на одредено населено место. За битолчани дојдат во Охрид, а не во Грција. Да. Или патот не е причина. Па битолчани имаат желба да одат и таму, така да нема да ги спречи. Се изненадувате ли кога, например, има податоци дека многу прилепчани го посетуваат Пелистер? И е привлечен, еве, не само за битолчани. Пелистер го посетуваат повеќе луѓе, не само прилепчани, туку доста има, разговаравме пред одреден период, имаше 20 години хотел Молика, пригоден настан, така да директорката и тоа го кажа, дека има доста и странски гости, значи не само од Прилеп и од Битола. И баш и за таа цел е предвидено во програмата реконструкција и на хотелот Молика со дополнителни содржини. Реконструкција, тоест набавка на систем за вештачко оснежување на патеката за скијање и реконструкција на патот од Магарево до горе до Молика. Така да тој центар ќе се добие на значение, ќе се добие на квалитет и очекуваме да во тој период, во наредниот период се зголеми и бројот на туристите тоа. Сега ќе лобират и за стречиштето тоа да се среди пред Со реконструкцијата на патот нормално дека ќе се реконструира, тоест ќе се санира и сличиштето, бидејќи не можеш да види останато така како што е. Стадион? Стадион не го пише во програмата. Зошто? Веројатно заради тоа што од почеток и самиот премиер кажа... А некој па тој е ветен во едни други избори. Значи, во оваа програма, кажувам дека не е пишан, самиот премиер кажа дека имаше многу обемна програма и дел од програмата мораше да се намали. За таа цел ние како локална самоуправа веќе презедовме некои чекори во таа насока. Значи, проектот е веќе изработен и се финишира, ми се чини, со деталите околу дефинирање на проектот. Следна фаза е барање и на странски инвеститор преку јавно-приватно партнерство. Не само за стадионот, туку и веќе има објавено огласи за фудбалскиот клуб Пелистер. Така да сакаме како локална самоуправа во пакет тој дел таму на градот да се реши на најдобро можно, на најдобро спортски комплекс. Да биде како спортски комплекс и со своите содржини да даде нов квалитет на граѓаните на Битола за користење на тој дел таму. Ние како локална самоуправа сигурно ќе работиме во насока на изградба на стадионот. Динамиката во овој момент не можеме да кажеме, бидејќи ви кажав во тек се огласи за барање и на инвеститори и за странски партнери. И на крајот на криштата имаме 4 години па да оставиме малку простори за можда некој изненадување. Ќе има и такво? Ќе видиме. Други, осем Жабени, нели треба во таа зона да дојдат и други странски инвеститори? Какви се најавите? Или пак домашни? Жабени е отворена индустријска зона, дали се странски или домашни, ние како локална самоуправа не ги делиме. Веќе е најавено почнување на изградба на една фабрика, ми се чини дека е од нашинец кој што е живеел во Австралија, па е дојден и сака овде да инвестира. Неколку други градежни дозволи се веќе земени и верувам дека во нареден период ќе има изградба и на нови фабрики. Ние како локална самоуправа се трудиме и максимално му даваме секакви поволности на оние инвеститори кои што сакаат да инвестираат преку вразување, тоест колку вработени ќе вработат во општина, тоест во фабриката, процентуално да добијат намалување на комуналиите, се во насока да се придонеси да бидат помотивирани да градат фабрики. Јас верувам дека индустријската зона Жабени во наредниот период ќе си го оствари својот цел, макар што веќе целта е остварена, дел од целта со вработување и со изградбата на Кромбергите и Шуберите и со вработување на се повеќе наши сограѓани таму. И то верувам дека таа зона ќе се прошири се повеќе и дека ќе допринеси за намалување на невработеноста во општина Битола. И некој велат, ама за какви пари да работиме?
Како реагирате кога слушате дека од една страна еве создадовте услови, дојде таа германска компанија да инвестира, а некои пак велат па за 8.000 не би сакале да работиме? Видете, јас според мои информации почетно, мислам се некам да го фалам или да правам дека реклама на работното време, Кромберг. нема да правиме реклама тука. Да, меѓутоа сакам Како да потенцирам. Да. Или платите? Значи почетните плати според мои информации се околу 8.500, меѓутоа тоа се работи за почетници во првите месец до два. После платите се крајаваат на 11-12.000, зборувам за обичните работници, така да кажам. Додека другите позиции во фабриката си имаат нормални плати, каде што се крајаваат и до 500, 600, 700, дури повисоко. И таа е деловна политика на самата фабрика. Деловна политика на фабриката. Се. На еден начин не можеме ни да очекуваме да фабриката, приватната фабрика, за да се развива, за да вработува, мора да се има и еден баланс во тоа што го троши како плати и во тоа што го добива како вредност од продажба на своите производи. Со еден збор, Кромберг и Шуберит сметам дека е нешто многу големо, да не речам најголемо во последните години што му се има случајно во Битола, бидејќи после години транзиција, каде што многу фабрики се затвориле, ова е прв пат фабрика со толкав капацитет, со толкав број на вработени луѓе да се отвори во Битола, и тоа фабрика која што е со светско реноме, со светско ниво на извршување на своите работи и со светски услови за работа. Значи тоа мора да ги имаме пред. Кога ќе ја згреете Битола со река? Топлификацијата е проект кој што веќе се тера. Проектот како основен или точно се не знам во која фаза е таа работа, си ја тера Електростопанство Елем на Македонија. Е изработен и предвидено е да се греи, да се пушти крак до Могила, до Новаци и да дојди до Битола. Точно датумите не ги знам на реализација на проектите, меѓутоа во оваа програма е предвидена како проект кој што ќе се реализира и јас верувам дека барем досега нашата влада покажа дека тоа што го рекла и тие рокови кои што ги зацртуваме во нашите програми, ги остваруваме. Така да верувам дека тоа што е напишано таму ќе биде стварено. Некој вел дека и порано можело тоа да се случи, да се искористи таа топлинска енергија нели од рек Битола и Битола да го нема проблемот на грејење на дрва, па на загадување. Тука ја високо загадување, таму високо загадување, овде има апарат, овде не функционира и така натаму. Зошто не е било сторено? Па веројатно не се нашле луѓе кои што ќе се зафатат со тој проект, не се нашле луѓе кои што оцениле дека стварно тоа вреди да се направи и кои што имале желба и енергија тоа да го направат. ВМРО да помене во овој период оцени дека тоа може да се направи, дека ние имаме сили и дека Битола заслужува тоа да биде направено. И затоа се вложи во тој проект и тој проект ќе биде направен. Кон крајот на емисијата уште едно прашање кое околу амандманите кои ги споменавме, некои ваши колеги велат дека тие не треба со амандмани да ги помешуваат плановите на оние што ги проектираат, буџетите како ќе се трошат, за кои проекти. Опозицијата нели секој си поднесува амандмани, бара одредени пари. Што лично вие мислите како пратеник? Дали ваша обврска е да поднесувате амандман со кој ќе барате пари за Битола од владата, односно од министерството? Или тоа треба да му се остави на луѓето кои го проектираат буџетот, па тие се да проценат дали на Битола ќе им треба за тоа и тоа пари? Значи и буџетот, и програмата. Значи, тие се две работи кои што се нераскинливи меѓу себе. Второ, локалната самоуправа, централната власт, парламентарното мнозинство, исто така се институции кои што меѓу себе комуницираат максимално. Сите тие институции треба заеднички да се договорат и заеднички да го направат планот што во наредниот период ќе се прави. Ние тоа и го направивме. Значи сите ние врз основа на процедури, врз основа на испратени предлози, врз основа на заеднички состаноци, сме се договорили дека оваа програма во наредните 4 години ќе се реализира. Тоа не значи дека ние како пратеници нема воопшто да реагираме за некои проекти каде што може да се подобрат работите. Значи, да не сакам аз да кажам сега по друга страна дека ние како пратеници само ќе даваме амандмани колку да се дадат амандманите, како што го прави опозицијата. Значи не е целта тоа да се дават амандмани, да се брои дека Зоран Илиовски поднесе со 150 амандмани и бараче за Битола да се направи нуклеарна централа, аеродром, автопатишта. Треба да се
бара тоа што на еден начин може да се реализира и тоа што заеднички можеме да го придонесиме да го подобриме животот на граѓаните во Битола. Значи, ние како пратеници, сигурно, во договор заедно со владата и во договор со нашите министерства, ќе лобираме и ќе се трудиме што повеќе од тие проекти да бидат донесени и реализирани во Битола. До сега доаѓале доволно пари од централниот Мисля, буџет? че дека централниот буџет доволно помагал седе каде што можел, се нормално помагал. Не за Битола зборувам, помагал и кажат да треба тука проекти да се носат. Помагал и за Битола. Јас колку што се не ги знам точно бројките, веројатно градоначалникот си ги има кај него поточно, меѓутоа влезот на Битола помогна со одредена сума на пари за влезот на Битола, што е од Скопје, тој булеварскиот влез даде, да речам, централната власт пари. Даде за електрификацијата на индустријската зона Жабени. Помогна со изработка на изградба на доста спортски сали. Помогна со изградба на фудбалски игралишта. Помогна со многу проекти кои што сете се во моментот ги немам сите пред мене, меѓутоа можам да кажам дека соработката на централната и на локалната власт Битола со централната власт е одлична и во наредниот период сигурно ќе продолжи со исто темпо. На крајот на емисијата што е прашањето, ако на овие претседателски избори имавме повик за бойкот и поатоците покажаа дека нели албанците во тие средини излегоа помалку, иако на вториот круг гласа за парламентарните, но не и за претседателските, дали овој пелагониски регион, условно речено, одработи и го спаси тој втор круг од потребниот цензус, нели 40%, бидејќи во Битола беше излезноста голема, особено во првиот круг, во вториот може би не толку, но општина Новац имаше рекордна излезност на државно ниво. Можам да кажам дека општо свеста на граѓаните во Република Македонија со сите избори или со тек на време се подкрема во однос на сознанието и свесноста што значат изборите. Значи, со овие избори докажавме дека граѓаните на Република Македонија знаат што значи председател и сакаат со нивниот глас тој председател да биде избран. Дел од албанската популација бойкотираше, меѓутоа тој дел е недоволно да предизвика криза во државата, тоест другиот дел на државата, другите граѓани на Република Македонија знаеа, беа свесни за ситуацијата и допринесе со својот глас тоа да не се случи. Тоа е значи препишано на свеста кај граѓаните. Да, со еден збор ние како партија се трудевме и тоа цело време го објаснуваме и големо задоволство кога ќе видите дека тоа што го зборувате има прием кај граѓаните и дека има резултат од тоа што се обидуваме да му го презентираме. Така да Битола, Новац и Могила, целове регион доста придонесе за дури Демир Хисар имаше. Дури Демир Хисар, значи целове регион кој што е околу нас доста придонесе да излезеноста, тоест бројот на гласови биде повисок неголи нормално и да нашиот председател биде избран како што треба. Благодарам за гостувањето во Директно, среќен пат за Скопје. По патот нели така што е. Ова колку да се насмееме, бидејќи многу сериозни во вториот дел емисијата. И нормално битолчани очекуваат нели по таа програма состојуваат работите поврзани главно за Битола, но сега за Република Македонија. Благодарам уште еднаш и со среќа во работата во македонскиот парламент. Ви благодарам на честитките и на добрите желби и поздрав до гледачите. Сега имаме друга прилика која ќе анализираме што тие проекти е сработено. Да, што е сработено, сигурно. Вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме идниот вторник во истото време. Во меѓувреме следете ги нашите репризи.